кај нас е прилично запоставена, бидејќи културата и уметноста се генерално маргинализирани, а некако и покрај тоа што живееме во многу сензитивни времиња во однос на идентитетот, забараваме дека носители на идентитетот се токму уметноста, културата и дека во суштина тоа што ќе остане како уметнички производ е тоа што го сликува идентитетот. Ете, уметниците се кај нас маргинализирани или се ставени во улога на некакви партиски или владени полтрони. За жал, наместо да критикуваат и да бидат критичко око на сегашноста, тие се ставени како пофалници на тоа што се случува. Факултетот треба да изгради оформени личности во смисла на уметници. Тоа подразбира исто така и бидување свесен за општественото обкружување и реакција. Кога ќе кажат вие сте музичари, не треба да се занимавате со тоа што се случува во општеството, јас секогаш го посочувам Бетовен како една огромна фигура во историјата на музиката, но и фигура која што била апсолутно свесна и реагирала на тоа што се случува. Така што сите, не само уметници, туку и интелектуалци можат себе да се наречат и уметници, интелектуалци единствено ако се општествено ангажирани. Факултетот за музичка уметност веќе втора година организира отворени предавања, рече се секоја недела, но се предавања кои што се вон курикулумот и се отворени за општата публика и рече се секоја недела имаме и концерти во нашата концертна зала на студентите од факултетот. Тоа што може да направи да биде повидлива и поинкорпорирана уметноста е во суштина општото и пред се основно образование, приодот кон тоа што е уметничка музика. Генерално кај нас, бидејќи општеството не е на тоа ниво на развој, тоа го прифаќаат како уметноста, но тоа е многу далеко. Тоа е заради тоа си има и називот естрада, заради тоа што потекнува од улична уметност. Култивирањето на умот подразбира и култивирање на вкусот, што значи и да се нема отпор према тоа што е непознато, туку напротив, да се запознае тоа колку што може подлабенски за да може да се прифати.